Нашите гостинки веќе пристигна во студиото на Алфа телевизија и редно е да проговориме за нешто убаво и за нешто ново во Кавадарци. После Прилеп, Скопје, Велес и Струница и Кавадарци доби Центар за стимулација, раст и развој Старс. На оваа тема наши гостинки се Александра Карагирова и Лилјана Иванова. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Честитки. И посакувам многу успешни приказни да споделуваме во иднина, но и денеска еве прв пат имаме можност да проговориме после 2 недели, 2 седмици од прилика така постоење, така нели Александра? Так. Добро утро на сите уште еднаш. Јас би сакала да ви се заблагодарам за поканата и за секако прекрасната најава за започнувањето на работата на новиот Центар Старс со локација во Кавадарци. Веќе сме започнати со работа 2 недели, работиме под полна пара и се надеваме на уште поголеми успешни приказни, безброј детски насмевки врз основа на претходното наше работење во претходните 4 центри во државата. Така, одлично. Лилјана, верувам дека искуствата во другите градови ви дадоа многу повеќе, ви го скратија патот во сето она што значеше подготовки, припреми, прилагодување и така натаму. Во кој град можеби најлесно и најбрзо дечињата се адаптира и најмногу успех имате во она што го работите? Убаво прашање. Искрено, мене ми е најтопло Велес. Ние сме од Велес и двете и првенчен е центарот во Велес и можам да кажам дека лично ми е на срце. Базата ви е таму, Базата значи. ни е таму, да. Почетоците ги направивме заедно таму. И ден денеска ги памтам првите зборови на Александра. Ќе почнеме, ќе седнеме, ќе го отвориме центарот и ќе чекаме. Ние од првиот ден од кога сме започнати, ние сме запрани ни една минута. Искрено имаме голема бројка на деца кои доаѓаат и ги посетуваат нашите центри, но сите центри се исти. Исто се опремени, условите и методите на работа кои ги нудиме во сите центри се исти секаде. Децата си се приказна сама за себе, секое дете си индивидуа, но се трудиме нели да го добиеме максимумот од секое дете во сите центри. Апсолутно. Вие ни подготвивте и фотографии, имаме и кратки видеа. Морам да напоменам дека тоа што ќе ги видиме сите дечиња во овие материјали, имаме дозвола и согласност родителска, така да поради тоа и ги гледаме фотографиите во целост. На кој принцип, Александра, работат Старс центрите низ еве повеќе градови во земјава? Вака, само морам да ја надополнам Лиле од претходното прашање. Ние иницирани од потребата на децата од другите градови кои што претходно доаѓаа во центарот во Велес на третмани, иницирани од нивната потреба и патување, решивме да инвестираме со тоа што ќе отвориме нови центри на местата каде што навистина реално има потреба и да им го скратиме и тоа патување, и тие маки, и тие пари кои што реално луѓето ги трошат, бидејќи реално децата и вистина немаат помош во нашата држава и сето ова што родителите го прават буквално врз нивен трошок, односно се е на нивниот грб. Центрите за стимулација, раст и развој Старс, како што кажа Лила, работат сите на ист принцип, со тоа што главен дел за работа ни е раната интервенција и третман. Што значи тоа? Рано интервенираме кај децата со тоа што правиме првично проценка во една рана фаза на развојот на детето, каде што може и има простор да се коригира развојното отстапување кај детето, бидејќи нели колку порано започнеме со работа, толку полесно ќе ни биде понатаму. Значи тоа ни е главната мотивација и пристап на работа. Работиме индивидуални третмани, како логопедски, така и дефектолошки, со тоа што во трите центри Велес, Скопје и Прилеп имаме вклучено и неурофидбек метода. Тоа е метода по отмер за контрола и стимулација на мозочните бранови, што значи имаме во трите центри веќе еден мултидисциплинарен пристап на работа. Сега како изгледа тоа да дојде некој родител кај нас првично на проценка? Значи доаѓаат, индивидуално се пристапува кон детето, обсервацијата ја правиме сите, го наблюдуваме детето во една негова природна средина според неговите желби и интереси. Преку игра со точно насочена цел и активност даваме задачи и тестови имплементираме за да може детето нели да не се почувствува дека е на класично испитување и наблюдување, за да можеме да направиме една реална проценка
земаме анамнестички податоци од родителите и од медицинските белешки доколку ги посадуваат родителите, ги препраќаме на испитување доколку имаат потреба да го направат истото, нели, за да можеме да исклучиме се од тоа што се случува и внатре метаболно во организмот кај детето и започнуваме потоа со работа, нели, доколку е потребно. Затоа и ги правиме тие обсервации мултидисциплинарно. Тоа е цел процес. Да, да. Лиле, колку луѓе сте во тимот? Колку соработници би рекла? И дали сте гравитирате низ сите градови или имате посебни тимови во секој град? Посебен тим се наоѓа во секој град. Велес сме 4, 2 специјални едукатори и рехабилитатори, јас како логопед, неурофидбек терапевт има во Велес, Скопје се 3, Струмица се 2, логопед и дефектолог, Прилеп се исто така 3 и Кавадраци се сега 2 колешки во тимот. Сите комуницираме меѓу себе максимално, отворени сме за ја што велам и за едукација и надграба на своето знаење, доколку една видела нешто пренесува на другите и сите заедно тимски. Имаме, нели, како и сите други терапевти, понекогаш се соочуваме и со дилеми, па тука сме заедно сите како колешки да седнеме, нели, со своето искуство да ги размениме своите знаења за да го одредиме најдобриот пристап и третман за едно дете. Дали баш сите активности кои се случуваат се индивидуални или имате и групни активности во кои вклучувате повеќе дечиња? Не, исклучиво од самиот почеток со работата на Центарот Старс, ние работиме исклучиво индивидуални третмани. Групни активности не преферираме да работиме, заради тоа што Лила кажа на почетокот, секој дете е индивидуа за себе. Цел универзум посебен. Да, иако, нели, тие се гледаат и се знаат кога испраќаме, бидејќи кај нас во Центарот во Велес 3 дечиња си одат, 3 доаѓаат и тие веќе меѓусебно се познаваат, но таа интеракција е навистина кратка. Прашувам поради моментот во кој децата навистина сакаат да бидат помеѓу деца и сакаат да имаат и моменти кога ќе се дружат меѓусебно, но тоа веројатно во некоја подоцнежна фаза, кога напредокот ќе биде евидентен и видлив, тогаш би имало простори за некоја таква активност. Децата се најискрените души што постојат на светот и имам и јас многу примери и отстапки кога самата лично правам понекогаш одредено 10 минути, например, да го донесат порано детенцето или да го земат покасно 10 минути, има дечиња што си кликнуваат од првиот момент и навистина е добра таа интеракција, макар и да биде само 10 минути, за да си дадат мотивација и стимулација едно со другите саме на себе. Да. Тој социјален контакт, тој социјален момент ние иницираме да децата го добијат во предучилишните установи, односно градинките. Градинките ни се сепак една база, една основа, каде што таму се развиваат тие социјални вештини, децата се стимулираат од другите деца гледајќи ги што прават, таму се учат на самостојност, на културно-хигиенски навики, таму се учат да почитуваат авторитети, значи воспитувачот и негователот да го почитуваат, значи истакнуваат една базична работна навика како едни базични социјални вештини. А сето она што го добиваат е индивидуализирано. Така, кажавте на почеток, не знам која од вас две спомена дека многу е важно раната детекција на секаква промена или нетипично однесување на детенцето, кое може да се случи во многу рана возраст, па да не се забележи, а може да се случи и да биде иницирано од нешто друго, нешто подоцна. Може би факторот или причините се нејасни. Потеклото. Што значи тоа рана детекција? Вака, секоја мајка, значи, знае кога нешто не е во ред со нејзиното дете. Само ова е едно најискрено правило, заради тоа што, нели, јас и вие сме родители и мајки и знаеме кога нешто не е во ред со нашето дете. Сега живееме ние, иако сме 21 век, живееме за жал во такво општество каде што се уште младите мајки се поведени од фактот да бабите им се вмешаат и им кажат ти прозборе навистина покасно или таткото на детето зборуваше покасно. Не е сега такво време. Значи сега живееме во едно дигитално време, каде што навистина со самото изложување на децата од најмала возраст пред екрани имаме веќе развојно отстапување. Сега имаме низа проблеми за таа рана детекција, значи тие пренатални, постнатални причини за кои што може да се јави развојно отстапување или некаков синдром, каде што веќе имаме генетика во тој случај вмешано, тоа е веќе нешто сосема поинаку. Меѓутоа, пак ќе напоменам, мајката знае кога нешто не е во ред со нејзиното дете. Дали се врти на своето име, дали зборува правилно, значи
и дикциски, и артикулативно, значи секако што треба да и аудитивно и да изгледа и да се слуша еден говор. Дали разбира мајката што му кажува на детето, дали јаде само блендирана храна или јаде цврста храна, дали сака да оди во градинка, дали сака да се дружи со останатите деца, како е во комуникацијата со неговите врсници, дали е тоа во малото, дали е со роднини, со пријатели и слично. Значи ова се само една низа на примери од секојдневието на денешните родители. Така, Лиле, го споменавме и двете периодот на прозборување или говорот кај децата. Кој е периодот во кој детето доцни со прозборувањето? Ке се надоврзам, исто тука може да се надоврзам и на Александра во тој дел. Првите отстапки кај едно дете може да се забележат уште на 15 месеци. Значи, веќе треба да имате на 15 месеци дете кое ве разбира што му зборувате. Не треба тоа да биде сложени говорни налози, значи едноставни говорни налози, дај, земи, стави. Истото треба и да ги повторува, значи да биде дај, за почеток тоа да биде и само со рачето, да разбира кога ќе му дадете налог и истиот налог да го изврши. Треба да ги разпознава личностите со кои се среќава секој ден. Мама, тато, баба, дедо. Каде е тато, каде е мама, да покажува со прст, односно да има показан гест. За машко дете јас давам малце отстапка во тој дел, бидејќи они малце покасно созреваат, и може на 18 месеци да речем дека тој период на 18 месеци е пресуден. Значи, тука мислам дека се кршат копијата во одреден дел. Најчесто правило ни е за родителите, не чекајте. Значи, воопшто не чекајте, доколку веќе на 18 месеци забележите. Тогаш е најдобар момент за сите ние како терапевти да помогнеме. Колку е помало детето, толку побрзо и подобро оди напредокот. 18 месеци е веќе одличен период за почеток за работа со едно дете. Ние имаме доста примери од деца кои доаѓаат и на 16 месеци. И резултатите се побрзи. Резултатите се побрзи и повидливи и многу е полесно да ги смените навиките на едно дете од 18 месеци и многу е тешко да му смените навики, начин, ритм и темпо на живот на дете од 4,5 години. Да. Тоа е веќе дете со изграден карактер. Веројатно. Предпоставувам дека соработката со родителите е неизбежна и клучна, меѓутоа колку е едноставно и дали е секогаш возможно на родителот да му се воочи проблемот или каде грешат. Сите ние некогаш и за најдоброто на нашите деца знаеме навистина да направиме грешка и тоа капитална. Колку е лесно да им се објасни на родителите дека нивното детенце мора да има ваша поддршка и помош и тоа подолг период. Ова е една малку поопширна тема за диалог, иако ќе се обидам накратко да одговорам. Родителите, се многу важна алка во овој синџир на работа. Ние и потенцираме секогаш, тие ни се главните двигатели, бидејќи доколку родителот не се придржува на тоа што ние го даваме дома за домашна задача, нема да направиме ништо. Зошто? Заради тоа што ниту еден специјален едукатор, ниту еден логопед нема магично стапче да нешто промени за кај некое дете што доаѓа 2 пати или 3 пати неделно на дефектолог или на логопед. Значи мора работата што ја работат едукаторите да се примени во домашна атмосфера во континуитет. Сега, ние ја имаме стварно таа тешка улога, бидејќи родителите кога и да одат во медицинските установи за да побараат диагноза, решение или совет од лекар, медицинските установи секогаш ги препраќаат по некое правило во кај нас, кај практичарите. Значи, секаде се наведува во медицинските белешки работа со дефектолог и со логопед. Зошто ни е најтешка задача? Ние најпрво треба да им разграничиме дали е детето само за дефектолог или само е за логопед. Значи, мора прво да го сработиме детето да развие вештини кои што се предуслов за развојот на говорот, па потоа да биде спремно за да може да работи со логопед. Сме имали случаи каде што и комбинирано сме работеле, и дефектолошки и логопедски. Но најтешката улога ја имаме токму ние, бидејќи некои си 80% од родителите кои што доаѓаат не посетуваат нас практичарите, па потоа одат по медицинските установи за да побараат решение, помош, совет и слично. Така. Нас времето веќе ни тече, имаме само уште минутка и нешто за да се поздравиме. Само уште кажете ми за капацитетот, дали имате доволно капацитетеве во сите центри и во најновиот, вклучително во Кавадарци, да ги примите сите дечиња кои што имаат потреба од вашата поддршка?
Капацитети имаме, стручност имаме, тимови имаме, спремни сме, отворени сме. Како можат да ве комуницираат? Ние имаме профили на социјалните мрежи, секој центар, значи Старс со името на градот во каде што се наоѓа центарот, тоа е на Инстаграм, на Фејсбук сме пишани со македонска поддршка Центар за стимулација, раст и развој Старс или на телефонот 075 369 900. Да. Јас навистина посакувам при следната наша средба да споделуваме многу успешни приказни, да охрабриме многу родители и семејства кои што се соочуваат со одредени стравови во растот и развојот на нивното детенце. Дај Боже да ги има што помалку, но како што слушаме и како што следиме, навистина многу семејства се соочуваат со ваква проблематика, но еве добрата вест е дека колку навреме започнете да ја побарате стручната поддршка на дефектолозите и логопедите и лицата кои што се навистина обучени и квалификувани да ви бидат од корист, толку подобри резултати ќе има вашето дете и ќе се социјализира како и сите други останати деца. Благодарност голема. Се гледаме некој следен пат и ќе ве посетам во некој од центрите, можеби токму во Велес, во вашата база. Во Велес имам навистина голема армија на фанови и публика која што со задоволство сакам и да си ја посетам. Се гледаме некој следен пат.